Нешто малку покасно од 18 часот, на претходна доја од брза помош донесено е лице кое фактички било без начин на живот, се работи за релативно млад човек, 70 годиште. Нашите екипи кои веќе биле подготвени по најавата од брза помош се обиделе 40 минутна реанимација и по соопштувањето на фамилијата дека е починат донесениот, станува малку една потензична ситуација, влегуваат повеќе луѓе внатре, влегуваат во собата за реанимација и она што отстапува од секојаква норма е од земање и носење на лешот дома, што па сега ние моравме да ги повикаме членовите на семејството кои видно биле возбудени, да се затвори административниот дел. Во тој момент е во знак на еден револт, натрешно незадоволство и жал и искршена и влезната врата. Она што сакам да кажам дека некој нели се кажува дека имало употреба на оружје, тоа не, дефинитивно не е точно, дека немало било каков атак и навреда на белиот мантел, за тоа сум јас тука да ги заштитам моите вработени. Значи за тоа нема, но повеќето, особено докторите кои биле за време на реанимација, не можеле ниту да работат бидејќи влегле поголем број на луѓе во собата за реанимација, што не би требало да се случува, но нашата обезбедување било немакно бидејќи се работело за поголем број на луѓе и за среќа избегнат поголем инцидент. Каква е состојбата сега во собата за реанимација, рековте? Па собата за реанимација е таква каква што е, чекаме да дојдат од крим техника да сликаат, да се нема некој големо оштетување на опремата, изфрлени се ампули, лекови, други шприцеви и така се изфрлени по подот. Опремата истуркана во еден агол, бидејќи влегол поголем број на луѓе, но немаме констатација за поголемо штетување на опремата. Семејството го врати телото или? Не, семејството не го врати телото, семејството е повикано да даде изјава, да немаме ние ни податоци за кое лице се работи, значи се добивме матичен број, се отвори медицинската документација и сега семејството е тука да потпише изјава дека одбива обдукција од ние во консултација со колегите кои вршеле реанимацијата, не се констатирани било какви знаци на насилна смрт, туку се работи за природна смрт, најверојатно од срцева генеза. Да, ситуацијата се смири од кога дојде полицијата, предполагам. Па да, ситуацијата се смири од кога си заминале фактички со телото, но возбуденоста на персоналот остана подолго, сега полицијата и веројатно ќе остане и малце подолго, малку и заради психолошки и заради завршување на истрагата. Колку години има лицето кое што почина? 70 годиште е роден. Рековте дека семејството ќе потпише изјава за да нема обдукција. Препорачувате да нема обдукција со тоа? Па не, видите, кога немате елементи на насилна смрт, одна што има неколку нарушувања на протоколот, значи кога ќе се констатира смрт, овде конкретно нема елементи на насилна смрт, значи веројатно природна смрт, телото треба да биде однесено 2 часа во нашата просектура и потоа кога би било се регуларно, после 2 часа тоа се издава на членовите на семејството и може да се изврши закоп. Она што е малку чудно е што телото е на некој начин одземено и однесено дома.